Јас сум магистар по политичка економија, дипломиран економист. Економисте? Не. Нема што да правиме. И сега не може така. Не стварно. Може да има право на ама своје не стварно мислење. да кажеш дека има задолжување од 6 милиарди, да кажеш дека има задолжување од 6 милиарди, во состојба кога има подпишана рамка од 6 милиарди, во економијата е непознавање од типот на тоа да, не знам, да ќе се кажам дека повлекуваат, ова е етапно парите ако е потребно, нема сите пачак, а не телефон. Ме разбирате? Значи суштината е дека има кредитна рамка од Велика Британија во инфраструктурни инвестициски проекти со грејс период како што никоја влада до сега во историјата не успеала да обезбеди во Македонија, грејс период од 2 до 3 години, ова се факти. Не ова пропаганда, факти се. Ако ми најдете некој дека успеал да најде подобар грејс период до сега, ја ќе кажам браво. Добро, има ли поинаков начин да се например Чебрени зборуваме за рамка. Тоа значи дека ние сега нема да повлечеме ништо годинава од рамка. Може ќе повлечеме 100 милиона. Може ќе повлечеме 200 милиона. Со грејс период, што значи дека како? Повторно гласно размислувате или не размислувам гласно, сега зборувам јас како новинар или како дипломиран? Како економист зборувам, да. Како економист. Што нема на приватен факултет завршена економија. Значи, суштината е дека на приватен факултет немам завршено. Добро. Суштината е дека, значи, суштината е дека за прв пат имаме можност да се покрене јавна потрошувачка во капитални проекти кои ќе донесат нели своевидно бустирање на македонската економија и проекти кои подоцна ќе трајно ќе останат. Ние трајно ќе добиеме пруга, ќе добиеме трајно патиште и така натаму. Ние немаме пари да ја направиме таа пруга на поинаков начин. Ние и ова тревата на пругата да ја косим. Како? Ние немаме пари тревата на пругата да ја косим. Добро сега не. Вие у град Скопје 100 милиона евра буџет имате, немате пари да ги скосите булеварите, ама тоа е друго прашање. Не знам колку пари треба да ви дадеме за да ги окосите булеварите, али суштината е дека за вакви големи инфраструктурни проекти Македонија нема средства. И ова е единствениот начин како може да ги добиеме. И сегде у свет, секоја влада, дали е Америка, дали е британска, дали е европска, било која влада, дали е грчка, еве сега они метронели отворија у Солун која беше, за голем инфраструктурен проект се задолжува. И луѓето се доволно писмени да не излезат на медиуми да кажат ние 6 милиарди се задолживме, туку ние имаме рамка, ние може да се задолжиме 6 милиарди. Ние стратешки планираме да потрошиме 6 милиарди евра, но и може да не ги потрошиме. Господине Љупчо Златев, јас ви благодарам за вашето излагање. Се надевам дека вашата економска експертиза ќе ја искористите и на вашиот медиум во иднина. Добро. И таму би влегле во некои подлабоки и посуштински економски анализи, исто да би ги споделиле со јавноста. Па добро, јас повише читам Facebook статуси на политички представници, но ајде, еве. Од кога тоа политичарите нас уредници ќе ни стануваат? Па не, ама еве не. Добро, еве кога више се отвараме, ако сакате ја да ви поставам неколку прашања за вашата работа. Јас само ве слушав. Ајде. Ја фино ви слушав. Ајде. Вие ми посочивте дека јас не сум погоден да дискутирам на оваа тема. Прво покажавте елементарна неписменост за тоа што е задолжување, што е кредитна рамка. А вие покажавте елементарна некултура, пошто ме прекинавте во моето излагање за да кажете дека сте дипломиран политиколог. Не, мене ме праша, а навака, ама нема врска. Ќе си ја вратите снимката. Има право да реплицира господин Триански. Ја имам само прашање господин Триански. Само сакам да кажам, точно она што го кажавте, значи нашата динамика на економијата и на стопанството се заснова на овие заеми и на овие кредитни задолжувања. Само подсетете се, не е толку далеку, кога претходната власт не можеше да земе кредит од 150 милиони или 180 милиони евра и на дневна основа имаше по 4-5 пресоди токму од оваа партија која што сега комотно влегува во вакви стратешки планирања на средства која што би ги потрошили или не би ги потрошили. Јас се сложувам со вас дека ние сме инфраструктурно инфериорни не само на Балканот, него и пошироко. Јас и многу пати во моите излагања во град Скопје, каде што ми префрлате, сум потенцирал дека ние више не можеме ни со Африка да се поистоветуваме, нити па да се правиме дека сме во некоја си посовремена ера од таму.
Затоа што во Африка, оние кои што пратат светски медиуми, мислам дека Африка го фати 21-виот век. Точно, ние, да. за жал, се уште не го имаме фатено. Така да кога ќе кажуваме ние за консензус по одредени прашања, ние не само за национални прашања што не можеме да најдеме консензус. Ние не можеме да најдеме консензус за автобуси, а гледаме истите дека ни се распаѓаат. Ние не можеме да изгласаме бас рапид систем, а ќе во Африка имаат направено 3. Да, но ако ми се точни моите информации од она што ја па го следам за Африка, таму има многу и кинески капитал, руски и други. Видете, без разлика, таму е слободниот пазар, таму е слободен пазар, таму се уште не е фокусот дали ќе ги одберете средствата на западните банки или на затоа што не се одлучиле да влезат во ЕУ, па полесно е веројатно. Не е све околу ЕУ. Таму они се виделе прилика луѓето и им дале поволни кредити. Ако гледаме така и наша претходна влада исто така има земено кредити од источните земји, пред се од Кина во однос на изградба на автопатот Кичево Охрид, а после гледаме една друга влада која што целосно гледаше да го девастира и да го денунцира овој проект, токму затоа што можеби не доаѓа со средства од западот, а мислам дека ние како земја која што сме толку инфраструктурно девастирани, ова беше само уште дополнителна казна или како да кажам елементарно непознавање на потребите на граѓаните, за да не можем да сватам ни логиката кој уствари доби политички поени со тоа што ние 10 или еве више колку години се уште го немаме направено патот Кичево Охрид. Тоа е стварно жалосно, трагично, не знам како да поинаку да го кажам. Да, моето прашање беше апропо ова задолжување. Ако се изградат инфраструктурните проекти што беа најавени, меѓу нив и пругата на коридорот со Грција што ќе не поврзе, околу Чебрен и Галиште кои што би биле изградени од државата, дали тоа би било во ред? Затоа што ако паметно се искористат тие средства... Чебрен и Галиште го збориме 20 години. Се објективно да правиме мове. Чегрен и Галиште, кое што овде е потврдено дека е, мислам, од стратешко значење на нашата земја пред се од енергетските капацитети на земја. Значи, вие ако 20 години го зборите истиот проект дека треба да биде направен, не сме го направиле, тоа многу кажува за нас како држава и како политика и колку политиката ќе нас ги реализира ветувањата. Да, сега, во контекст ако сакав политички да поентирам, ќе кажам дека претходно премиерот беше на средба во Саудиска Арабија, од таму се врати исто кажа дека ќе добиеме пари за Чебрен и Галиште, после една недела улета работава со британци и сега со овие пари ќе ги прави. Мислам опортунистички, затоа реков ако сакам политички. Неконзистентноста на премиерот доколку постои треба да се критикува. Ја не сум тука никаков адвокат на премиерот, но она што економската логика го вели дека слушнав, споредивте, имало пресконференции за 130 милиони задолжување кои имало. Кога имате задолжување за ликвидност, какви што ние сме имали во време на Груевски, во време на Заев, од која оваа влада не сум следел, може би имало, еве, да не тврдам со 100% сигурност, некое големо задолжување за ликвидност. Кога имате големи задолжувања за ликвидност, тоа покажува проблем затоа што вие ги трошите тие пари за побарувања претходни, за функционирање на институциите на системот, за плати, за пензии или за слично. Ние овој пат немаме таква приказна. Ова е задолжување за инфраструктурен проект, за инфраструктурни проекти, ако сакате, со каматна стапка, колку од прилика каматна стапка у моментов што е за стамбен кредит, што во свет е многу тешко да го добиете за инфраструктурни проекти. Плюс, колку што сум информиран од тоа што го видов како функционираат овие институции од Велика Британија, овде ќе има и дел од тие средства ќе бидат и грантовски. И тоа е одлично и секој муабет дека сега тука станува збор, ние задолжување децата, внуците наши ќе ги враќаат парите и така натаму. Не го кажав јасно. Не полемизирам со вас за оваа работа. За што станува збор? Вие градите пат. Патот кошта 100 милиони евра. Ќе ви дадам пример после за пат. Значи, пример. Со тие 100 милиони евра кредит кои вие сте ги земале, вие
економски ги мултиплицирате нели во бруто домашниот производ и креирате економски раст, затоа што таму ќе работат работници плюс. Тие после ќе трошат пари да јадат, да пијат за фамилии, па ќе работи некој друг од таму. Од една страна, значи економската логика на инвестиции е дека секогаш се исплати да земете ефтини пари за инвестиции, секогаш. Да, по било ако инвестицијата е исплатлива, тоа. Ако инвестицијата е исплатлива и потребна, дали ни е потребна нас пруга кон Грција? Насушно ни е потребна, не само за нас, на Кина е потребна, таа на цел свет му е потребна таа за брз транспорт на стоки. Дали ни е потребно, нели, нови автопати, изградба и така натаму, насушно ни е потребно сето тоа. Јас се скоро бев за Бугарија и се мислам шокантно е. Имаат многу автопати што изградени со фондови од Европска унија. Кога влегувате од Делчево граничниот премин, ја одам и ми каже еден пријател, он бил пред 20 години. Не, таму не иди, вика, преку Делчево на бугарска страна за нигде. Одам, влегувам, патов, феноменален, линии обележани, од оградички направени, се до Банско си стигнав. Мислам, стварно не можеш да најдеш дупка за белешка. Се враќам назад, влегуваш у Делчево на граничен премит, имаш 4,5 метри дупка. Ама ние немаме европски фондови, тоа е проблем. Ама не. Значи не е само до европските фондови приказната. Ние немаме волја. Не може град Скопје да има 100 милиона евра буџет и булеварите да бидат онакви како што се. Знаете што? Град Скопје има 100 милиона евра буџет, исто колку што и државата има, како што кажавте, 17 милиарди евра GDP. Како? Епа ете така ќе ви кажам. Епа едно е колку е ликвиден, колку е функционален, колку е, значи веднаш што се троши. Значи тој е проектиран буџет, од не е 100, прво е 140. Добро да се ја не секам одамна. Али пак, значи од тие пари автоматски идат плати, тековни трошоци, кредитни задолжувања од претходно и се сведува на оперативен буџет негде од инвестициски колку имате буџет? Каков инвестициски? За реконструкција колку? Каков инвестициски буџет сега? Не ме влече за. Ете колку што се изгласали инвестициони програми Советот на град Скопје, толку има инвестициски буџет. Јутрото да се собере па се инвестиции. Вие разбирате, значи вие можете да определите како градоначалник колку сакате, можете и 100 милиона евра буџет како што кажувате да ги определите за инвестиции. И на крај кога ги дадете програмите пред Советот на град Скопје, ако Советот не ти ја изгласа програмата за инвестицискиот буџет или развојна програма како што се викаат на јавните предпријатија, папала маца џабе. Тие пари не можете да ги трошите намес. Булевари реновирање утие ли се? Па исто ти се во програмата за улици и патишта. Еве, сакаш да ти кажам, ние сме имале седница за буџет каде што сме потрошиле 8 сати за амандмани од советничката група на ВМРО ДПМН, каде што они сакале да вметнат дополнителни улици, истите да бидат изградени, да бидат составен дел од буџет. Дозволи само. Да, не, дозволи. Само имам две. И сега ние 8 сати расправаме зошто е оправдано, што не е оправдано, на крај ги вметнуваме тие 8 дополнителни улици кои што биле барања и поднесени како амандмани од страна на советничката група на ВМРО ДПМН, и следната точка ти е инвестиционата програма на јавното предпријатие улици и патишта, и истата советничка група не ти ја гласа програмата. И сега ни овие, ни тие улици кои што они претходно 8 сати се тепаа да станат составен дел од буџетот, не можат да бидат направени. Ме разбирате? Колку? Ме разбирате ли вие со каква, значи, не знам како да ги кажам, добро, вие сте скандинавска политика си имаме работа ние во град Скопје. Вие сте политичар, зборувате за политичко понетие, тоа е за фактичката состава на Советот. И тоа е очекувано, тоа ви е работа. Но мене како новинар ми работа е само да ве прашам две прашања, ако може. Повели. 3, 4, не. Повели. Колку километри булевари се реновирани у последните 3 години? Колку километри булевари се реновирани? Да, се реконструирани. Правите такви анализи? Сте виделе вие булевар што не знаете? Колку потреба има булеварот за реконструкција, на кој булевар му има потреба? Сум видел, сега доаѓав по Александар Македонски, ломе направен, колата си ја искршив. Александар Македонски. Овој што е на влез у Скопје. Добро, знаете Александар Македонски од каде е на град Скопје? Од каде? Од мостот па навак. Таму добро направен е булеварот. Од каде? Знаете колку имаме километри направено? Сега ги ви кажам. Булеварот Киро Глигоров. Знаете од кого е направен? Со средства од владата. Колку километри не знаете? Па знаете ли колку километри е сега? Јас ве прашувам. Значи, колку вие сте километри? Новинар, треба да располагате со податоци. Не сум геометар. Вие треба да знаете. Извинете. Вие сте Јас треба да во, извинете. Ви кажувам. Колку азбестни кровови метри квадратни се заменати? Не е тоа должност на град Скопје, господине. На институциите на град Скопје. Заменети се сите одавно.
Добро. Ајде да смениме малку Колку не, извини, имам само уште уште прашање, кратко. молам, битно. Само уште нешто, уште не имам пар прашања. Институции, знаете кои Ама, институции? ти не истече времето, Имам знате, неколку, знamo. уште едно прашање, Само извини. дозволете Ајде, ми ама, се, јас ќе ви доставам Значи, некои не, прашања. не, само секунда. Ако Значи, сакате, да посведочиме на овој историски момент. дополнително, сега сакате вие да ме прашувате или може да ме повикате на вашите прашања ке вас во Ќе емисија во дојде, вашиот нема проблем, јас Пошто тука ми го начекав прекинавте, прилика. Ви кажав дека ќе ви кажам пример за за еден пат кој Не што вие пример, го спомнавте. бројка ви побарав. Што бројка Колку ми покажа? километри се булевари се Обратете се како реконструирани? новинар во град Скопје. во град Скопје, во секторот за просторно планирање. Само да одговорам овој толку. Ајде. И за комунални работи ќе ви одговорам. Сакам да Господине, прикрене емисијата сме, Трајановски, сакам да ви поставам уште Вие едно сте прашање. советник во град Скопје Да. 4 години. Да. И 4 од претходно. Од кој? И 4 од претходно, значи 8 години. Да. 2 години 2 години. бевте заменик градоначалник на град Скопје. Точно. И вие Точно. немате информација колку километри булевари се реконструирани у градскиот, па тоа е исто као Мирчевски А да зашто? не знае што има у 6,5 на канал 5. Па не е Знаеш баш така. како? Ма не, суштината е тоа, Добро, може би заборавил логицирајте сега се. во Само Или намалете као да го. не знае, као да не знае. Намалете го тонот ќе ви одговорам. Значи Значи, прво, пошто сте нели јас сум бил 2 години Јас ќе заменик само градоначалник. мрежата, уште колку И сум време имаме? советник во градот Скопје. Тоа што јас сум советник во градот Скопје не ме овластува мене јас да знам колку километри. па тоа ви е работа. Работа ми е тоа. Вие треба да следите како се развива господине. градот. Има сектори таму господине, кои Не се ве вас надежни работа за тоа. ВМРО вака гласале, СДС вака гласале. Вие треба да го водите градот. Мене како да го водам градот, тогаш вие Како не ги советници, вие го водите градот. Па не ете тие што сакаат да водат, да деструираат, да растураат седници. И они тоа ви го забранија прават. да Јас, знаете колку пати што се Господине направи. Злате, Да не вие. ја следиме сега емисијата, Значи, што работа господина Трајановски. Не е мене претекла работа тоа, не ми е да тоа мерам идеме километри на асфалт кој што било поставени, тој е на градоначалникот и на секторите на градот и на општините. Мене ми е работа јас да ги гласам и да ги бранам или да ги напаѓам програмите кои што се приложени пред нас, буџетите на поред, ја јавните затвориме сега оваа тема. годишни. Тоа е работата на советник. А ако не знаете кои се ингеренциите на заменик градоначалник, тогаш Како Да да се ќе знаете прочитате колку на да гласате, градот кога не Скопје. знаете колку Поред, е да, за вас Имаме затвориме тука- темата, ве молам, Стојам Злате. на располагање. Пред малку господин Трајановски го спомена законот за јазиците. Се најавуваше нели таа подготвителна седница околу законот за јазиците, дали кои членови треба да отпаднат, нели требаше да се утврди тоа. Дуи цело време се против било што да се промени од тој закон што е оспорен пред Уставниот суд. Денеска имаат поднесена интерпелација за работата на председателот на Уставниот суд. Како гледате вие на овој потек на ДУИ? Што очекува ДУИ? Уставниот суд не е дел од поделбата на власта, тој е тој што е контролор над сите власти. Добро, сметам- Не може сега собрание да разрешува председател на Уставен суд. Мислам, на што би се свело тогаш тоа? Да, но исто така и собрание, мислам, видете, дој легитимно си бара поле каде што смета дека политички може да поентира. Ова не е прв пат, него напротив, они во изминатиот период строго ја држат темата за нели Законот за јазиците? Да, и за законот за јазиците и како нели албанската етничка заедница е подредена во нашето општество и дека овој Дека актуелната дека се нелегитимни овие и дека одредби. актуелнава власт, конкретно зборам за албанскиот блок за Влен, дека не се легитимни представници на албанските интереси, дека напротив дека албанците се уназадени во изминатиот период откако се Влен на власт. Тоа им е реторика која што ја користат и ја повторуваат и гледате дека они беа исто така Мислите дека е исто ова дел од политичкиот маркетинг на Да, ДУИ тоа е околу ова? апсолутно. Да го Целосно искористат сметам моментот? дека они тука имаат начекано ткиво од кое што сметаат дека можат да гризат и и го прават. Тоа ќе се покаже на следните избори дали ќе поентираат или не. Тоа мене не ме засега, сметам дека е излишно Уставниот суд да се прозива за закон кој што пред се е политички производ. Тоа фактички сите мислам дека го знаеме, само не го зборуваме и затоа можеби и Уставниот суд легитимно се иззема, да речеме, од да биде ставен во една политичка мешалица во која што... Да, но доби подршка и од сите порелевантни И сметам амбасадори дека никој не треба да се меша во работата и да не му се прави Токму така, и политички мислам притисок дека и на во суд. однос на седницата и одложувањето, актуелниот председател на Уставниот суд, сметам дека многу добро и легислативно и народно образложување даде, така да не би сакал јас. Да. Знаете како и Уставниот суд, Уставот прво не се коментира,
И јас ќе се задржам на тоа ниво, не би сакал така да и нивните... Повеќе од аспект на политичките пораки, нели имаше порака од типот ако се чепне албанскиот јазик, не знам што ќе се случи. Ако... Па и они добија пораки, има камп пред оваквото, пред Уставниот суд, добија поздрав од Америчката амбасада, набрзо го спакуваа кампот и се отидоа под дома. Сега останува вака, со некои си пораки од соопштенија по медиумите и социјалните мрежи, да се држи темата. Ја користам и оваа прилика се да се согласам с гостот. Треба висока политика да излезе. Не може сега со град Скопје не знае колку патишта се реновирани, за ова да има брилијантен став. Се согласувам целосно дека е така и не би имам стварно што да додадам. Тоа е тоа. Со све се слагам за ова. Не, за да би одговорил до следната прилика, можеби би се вработил во град Скопје или во јавните предпријатија за да почнам да ме занимава. Вие врз база на тоа треба да носите одлуки врз база на овие информации. Ќе соберете, сите зборуваме за Европа, сите зборуваме за не знам, например, во Велика Британија, овие општиниве што се таму, они немаат градоначалници, туку имаат, советите ги водат, буквално. И таму советник да прашате, он буквално знае колку канти има, колку континери има, колку, не знам, колку патишта се асфалтирани, уште колку кровови имаат за заменување и се што. Кај нас, и кога гледам совет, ова е критика и кон советниците, ги спомнавте 5 пати на ВМРО, ДПМН, да, и тие премногу политизираат, која ја гледам. Значи, да, не добив никаква порака со жена ми, што добив порака, малиот као ме гледа. Ова ми е пораката. Неам никаква, никој не ми праќа порака, за ништо обично тоа е пораката, но суштината е дека работата на институциите, нели, е таа и е таква и треба да биде. Тоа ја немам никакви негативно мислење за господинот Трајановски, баш сметам дека е еден добар, млад, нели, советник и согласувам дека премногу се политизираат локалните институции и локалната самоуправа воопшто и тоа не смее да биде, нели, место за политичко пресметување, туку треба да биде место каде што општо ќе се прави за подобро на граѓаните. Во однос на ова со Дуј немам што да додадам, стварно е така. Значи тоа е тоа што беше ситуацијата. Сметам дека нивните обиди, нели, да наметнуваат вакви национални прашања се очекувани, затоа што Дуј не може да добие на ниту една друга карта, освен на националната карта, и тоа има логика која, според мене, јас сум прилично оптимист дека ќе им донесе успех на локалните. Па не, веќе констатираш и Трајановски дека секогаш на такви теми... Да, нив ќе им донесе тоа успех, но тоа може да биде и секогаш меч со две острици, затоа што и кај нас им донесе успех ова тврдата позиција со Бугарија. Реално тоа беше еден од клучните фактори и сега е врел костен, затоа што вие ја имате таа позиција, не може да отстапите од неа кога сменат од власт, ако отстапите било што од неа, затоа што вашите поддржувачи ве гласале поради тоа, а ви доаѓаат секој ден европски представници и со нив треба да се обидувате дека некако преговарате и пустите. И ова со Дуј, и тоа со Бугарија, и ова за локалната самоуправа. Се е доказ само за едно. Во политиката мора конечно во Македонија да се ослободиме од оние, како да кажам, од рейтинг, да се ослободиме од некои работи кои понекогаш треба да направите непопуларни потези. И треба да разбереме дека... Зошто го прават тоа политичарите, зарем граѓаните не знаат дали е ништо добро за нив или не е добро? Па многу често и не знаат. Например, утре да донесе, утре да излезе некој со регулатива, извини Александар, само што утре некој да излезе со регулатива, сите дизел возила кои се произведени пред 2007 година, карикирам сега, овде се забрануваат. По овде цел народ револуција ќе крене. И истиот тој народ после тоа ќе излезе и вика Љупчо е крив што е загадено, Заев е крив, Мицкоски е крив, Данела е крива, Петко е крив, Станко е крив. Сите сме криви. А на крајот од денот решенијата постојат, ама се непопуларни и сега ние не може да ги примениме. Значи, ќе удрат под джебот. Значи, сега политичарите треба да се водат со разум. Првенствено со разум во политиката. Дали правиме пат, дали зимаме кредит, дали не зимаме кредит, дали реконструираме улица, дали купуваме автобуси, дали не купуваме автобуси, дали правиме бас рапид транзит или можеби оној што збореше со магнетни трамваи. Небитно, секогаш треба од разум да почне. Да, ама кај нас работава, сите знаеме дека ни требаат автобуси, ама гледаме
да бидат автобусите у наше Дај да ги време. платиме прво овие, еве видов вестиве штрajкувале, овие прво сега што возат, па после ќе мислиме за тоа. Па видете, и Да. тоа е чекор назад. Ние, например, кога беше, знаете како, ние сме градот Скопје го вративме мене, ако ме прашате, некои 10 години на назад. Сега, пошто почнавте како завршни зборови да давате на нашата емисија, така да јас минута да ве подсетам. сакам затоа Му е нема да се Александар. нема да се навраќам, ќе ја завршам мојата емисија со еден цитат кој што Севче Акимовски ја користеше во кампањата, вика добар политичар мисли на својот народ, на својот рейтинг, а добар државник мисли за народот. Ке нас мислам дека таков државник се уште, мислам одамна не сме имале. Од тој аспект што ке нас политиката се води на дневно ниво, се бараат топ теми во кои што би можеле да се најде месо, како што кажа, да се загризе и луѓево да бидат нахранети и да го споделиме ставот дека они го мислат истото што и ние и можеби затоа немаме нити стратегија, нити решенија за долг рок. Дека ни требаат автобуси во градот, ни требаат. Сите го знаеме тоа, само ние гледаме кај нас политички елити да го темпираат во чие време ќе бидат набавени автобуси. Но и граѓаните треба да препознаат кои се државниците. Исто е и за инфраструктурата, дали станува збор за железница, дали станува збор за булевар, за магистрален пат и така натаму и така натаму. Ние сметам дека нашава политика во оваа држава, ако сакаме навистина да биде европска политика, треба прво да биде во интерес на граѓаните, па после во политичките партии, а не обратно. Бети, се надевам дека на Ана очекувањата ги оправдав кога ме викна емисијата, ми вика гледај таму карај се да биде интересно. Тоа е добро, тоа се пошегувала веројатно. Поинтата е ние да дебатираме со аргументи. Ви благодарам многу, сепак бевте и двајцата окей, мислам интересно беше, но се надевам дека на некои навреди ако имаше такви дека да, еве јас извинувам, ја немам што да изгубам, не сум политичар, така што мене ми е сеедно. Не, се си беше во рамките на мислам коректно. Да. Ви благодарам многу што бевте дел од оваа самовистина, почитувани ви благодарам што не следите, останете со Канал 5.